Она што ВМРО ДПМН во време на своето партиципирање на власт во Република Македонија го направи во насока на развој на образованието, навистина е епохално и може во секој момент да се пофали со сите оние проекти, кои што проекти овозможија да и наставниците, и родителите, и учениците, што е најбитно, добијат или се учесници во еден современ образовен процес и да бидат рамо до рамо со своите соученици, односно колеги, наставници од поширокиот регион, а зошто не и од европски и светски рамки. Во насока на подобрување на целокупниот воспитно-образовен процес во Република Македонија, во изминатите години, владата на ВМРО ДПМН и коалицијата се грижеше, пак ќе повторам уште еднаш и ќе потенцирам, како за наставниците, така и за учениците, така и за родителите и целокупно за целиот тој воспитно-образовен процес во целина. Во време на ВМРО ДПМН, кога практицираше власт во Република Македонија, веднаш се опфати еден проект кој што долго време ги тиштеше наставниците или наставниот кадар во Република Македонија и кој што нашиот политички опонент во сите периоди на своето владење не го решаваше, а и текако е битен за подобрување на ситуацијата, односно состојбата во која што се наоѓаше наставниот кадар. ВМРО ДПМН од 2007 година до денес, или до времето додека беше власт во Република Македонија, го смени законот за работни односи, односно се направи колективен договор, со кој колективен договор трајно се реши работниот однос на огромен број наставници, и тоа ни повеќе ни помалку, туку околу 9000 наставници кои што имаат договор за определен работен однос, добијат трансформација на своето работно место. Значи, уште еднаш потенцирам и повторувам дека околу 9000 наставници кои го немаа решено својот работен статус со еден колективен договор кој што го потпиша и Министерството за образование и синдикатот, односно СОНК, се овозможи да 9000 наставници го решат својот работен статус, односно добијат решение за неопределен однос, односно добија решение за неопределено време, со што во огромна мера влијаеше на мотивираноста на самите наставници при извршување на воспитно-образовниот процес во училиштата. За разлика од нашиот политички опонент, ќе повторам уште еднаш и ќе потенцирам, кој што немаше ни храброст, ни капацитетност, ни желба да го реши ова горливо прашање на огромен број наставници во образовниот процес во Република Македонија, ВМРО ДПМН и со желба, и со волја, и со капацитетност го реши овој проблем и веќе работниот однос на наставниците во нашата држава не е проблем таков како што беше во времето кога СДСМ ја практицираше власта во Република Македонија. Тоа е прво. Второ, ВМРО ДПМН на неколку пати, или поточно, ако сакате, на 3 пати ја зголеми платата на наставниците во Република Македонија. За разлика, пак ќе повторам, од нашиот политички опонент, сега го повторам бидејќи мора со некој да се споредуваме. Значи, за разлика од нашиот политички опонент, кој имаше простор, кој имаше начин да на неколку пати или барем еднаш кога практицирала власт ја зголеми платата на наставниците, тоа никогаш не го направи. ВМРО ДПМН, уште при самото доаѓање на власт во 2006 година, веќе во 2007 година еднаш ја зголеми платата на наставниците за 10%, и наредната 2008 година ја зголеми уште за 10%. 2014 година имаше уште едно зголемување од 4%. Значи, секогаш кога си има можност, ВМРО ДПМН има желба, има и начини и остварува едно зголемување на платите на наставниците, со што исто така во голема мера влијае на мотивираноста на наставниците во воспитно-образовниот процес. Јас се надевам дека СДСМ, како во моментот владеачка гарнитура, заедно со целата коалиција, ќе соберат и храброст, ќе имаат и енергија, ќе имаат и желба пред се, и капацитетност да го решават во континуитет овој проблем кај наставниците, односно секогаш ќе во неколку наврати го зголемуваат личниот доход, односно платата на самите наставници, кој што мора да се согласиме дека е и текако мотивирачки фактор во работата на наставниците. До сега, ние како наставници, тој благодет од СДСМ сме го немале, верувам дека во периодот што следи ќе
смогнат сили и енергија, ќе изнајдат и средства да ова го возможат и им го должат на наставниците во Република Македонија. Ние како опозиција ќе дадеме конструктивен придонес и со своји идеи ќе овозможиме да им биде полесно како позиција да го овозможат овој дел, односно зголемување на платите и зголемување на стандардот на наставниците, кој што пак ќе повторам е мотивирачки фактор при работата на било кој вработен, а посебно за наставниците кога станува збор за образовниот процес во Република Македонија. Во моментот многу актуелно е новите Кембридж наставни програми и учебници, кои што ВМРО ДПМН, пак ќе повторам, со голема енергија, со капацитетност, со анализи на терен, со анализи на образовните системи и кај нас, и во соседството, и во поширокиот регион, а и во европски и светски рамки, дојде до еден заклучок дека Кембридж наставните програми и учебници се навистина на едно високо светско ниво и во голема мера, ако се вметнат во нашиот образовен систем, ќе бидат од голема корист за развој на воспитно-образовниот процес, односно ќе им олеснат и како работата и на наставниците и ќе успеат да направат услови за подобар развој на учениците, односно восприемање на тие нови знаења кои што учениците треба да ги добијат. Се одвоија и средства и се имаше голема желба навистина да овие Кембридж програми бидат инкорпорирани во воспитно-образовниот процес на Република Македонија, во ниеден воспитно-образовен процес во опкружувањето и во поширокиот регион немаме вакви вклучувања на вакви образовни системи светски признати и кои што, морам да потенцирам ова, не се бесплатни, туку чинат пари. Државата Република Македонија, владата на ВМРО ДПМН одвои сериозни средства да нашите ученици, се извинувам, имаат таа привилегија и учат, работат и творат од ваков вид на учебници. Актуелната власт го проблематизира, ги проблематизира овие наставни програми и овие учебници, но сепак, јас мислам, убеден сум, дека ќе најдат и сила, ќе ги тргнат своите суети на страна и ќе го продолжат овој процес на имплементација на Кембридж образовните програми и учебници и во средното образование. Јас пак ќе потенцирам од наша страна, како сегашна опозиција, од ВМРО ДПМН и коалицијата ќе имаат конструктивен приод и помош во имплементацијата на овој образовен систем во образовниот систем на Република Македонија. Може би имало одредени пропусти при имплементацијата на овој систем во основното образование и на сето тоа за добро на наставниците, особено на учениците, е надминато и веќе може со сигурност да се каже дека овој образовен систем, Кембридж наставните програми, заедно со учениците ги даваат посакуваните и првичните резултати во основното образование и јас се надам дека тоа ќе продолжи и понатака во средното образование и околу тоа ќе имаме еден заеднички консензус. А ако има одредени проблеми, пак ќе кажам, ние како опозиција сме тука да тие проблеми заеднички со сегашната власт ги решаваме се во интерес на учениците и наставниците и на целиот тој воспитно образовен процес во нашата држава. И се надевам дека ќе имаме разбирање околу оваа работа. Исто така морам да напомнам како никогаш досега, можеби и за прв пат, а јас сум убеден дека е за прв пат, владата на ВМРО ДПМН при практицирање на власт овие десетина години особено водеше внимание за стимулирање и на учениците, но и на наставниците за освојување на поголеми резултати во областа на образованието и на поделни области од делот на образованието, така да со новите законски измени веќе се предвидени и солидни парични, тоест наградни средства за сите оние наставници и за сите оние ученици кои ќе освојат награди на државните и меѓународните надпревари. Јас долги години сум во образовниот процес во Република Македонија, барем досега, или додека ВМРО ДПМН не практицираше власт, такви награди немаше во образовниот систем. Сега, имаме солидни парични средства со кои што се мотивираат и учениците, но и наставниците за учество на тие државни и меѓународни надпревари и освојување на награди. Тоа е една работа која што јас сум убеден дека
сегашната позиција и сегашното ресорно министерство заедно со министерката ќе ја продолжат и ако имаат желба и ако изнајдат соодветни материјални средства да ги уште повеќе унапредат, односно да ги зголемат, пак ќе кажам од нас како конструктивна опозиција ќе имаат поддршка во сето тоа. Но сега за сега, барем овој месец, не гледам ниту желба, ниту енергија, ниту па некоја соодветна капацитетност и компетентност во решавање на овој дел од проблемите што се однесуваат до образованието и до целиот тој воспитно-образовен процес во Република Македонија. Напротив, можам да забележам само одредена деструкција и укинување на се што владата на ВМРО-ДПМН и коалицијата овие 10 години го спроведе во воспитно-образовниот процес во нашата држава.